Време да ги проследиме најновите информации и случувања од Вардарскот и Квешкиот регион, Македонија, светот и спортот. Што се беше актуелно денеска и што се случуваше во Велес и Македонија, ќе погледнете веднаш по најавите. Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан одржа средба со премиерот Зоран Заев. Операторите без интерес за линиски превоз, локалната самоуправа ќе го организира јавниот превоз. Македонскиот полициски синдикат од Неготино одбележа 16 години од загинувањето на бранителот Косте Волкановски. Еврокомесарот за европска соседска политика и преговори за проширување Јоханес Хан денеска престојува во Македонија, каде оствари разговори околу плановите за формирање на новата македонска влада, како и да ја потврди поддршката на Европската унија за земјата да ги спроведе неопходните реформи за во иднина да стане членка на унијата. Тој разговараше и со премиерот Зоран Заев. Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан одржа средба со премиерот Зоран Заев. Тој на заедничката пресконференција истакна дека е исклучително важно да се работи на реформската агенда и додаде дека исполнувањето на итните реформски приоритети нема цел да ги задоволи земјите членки на Европската унија, туку да го подобри животот на граѓаните во Македонија. По завршувањето на средбата, Заев истакна дека присуството на еврокомесарот Јоханес Хан на седницата на владата е позитивен сигнал за европските перспективи за Македонија. Еврокомесарот Јоханес Хан во текот на денешниот ден ќе оствари средби и со лидерите на другите политички партии, како и со лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Спиро Рисовски на пресконференција на ВМРО-ДПМН истакна дека СДС креира ставка и судиите, а ќе работи на промена на персоналниот состав на судискиот совет со цел да инсталира партиски кадри за целосно апсолутна контрола. Додаде дека против Зоран Заев се водат судски предмети, за кои, како што рече, дека доколку се докаже вина, согласно законот, треба да подложи на тешка правна санкција. Против Зоран Заев се водат судски предмети кои што, доколку се докаже вината согласно законот, треба да подложи на тешка правна санкција. Јавноста добро го знае видеото, од кое се гледа како актуелниот премиер бара мито од 200.000 евра и против тоа се води случај на суд, но и случаите Глобал, Цареви кули, тендерите во општина Струмица. Затоа е потребно контролирано судство за личен спас, но и креирање на монтирани случаи. СДС креира страв кај судиите, а ќе работи на промена на персоналниот состав на судскиот совет. СДС сака да инсталира партиски кадри за целосна и апсолутна контрола и да креира уште една алатка за пресметка со своите политички неистомисленици. Изминативе години сите законски решенија и реформи кои ВМРО-ДПМН ги направи во судството и судскиот систем беа усогласени со Европската унија и произлегува од процесот на прилагодување на европската регулатива. Сега очекуваме реакција од Европската унија на планот на СДС за партизирање на судството. Велес се соочува со проблеми околу јавниот превоз. По објавениот тендер од страна на општината, каде никој не пројави интерес за јавен линиски превоз до неколку населени места, се наметнува причина општината сериозно да ја разгледа можноста за формирање ново јавно предпријатие за превоз на патници. Според Чадиев, на овој начин општината би можела да го реши проблемот. Дијана Иванова на оваа тема. Општина Велес размислува дали да формира ново јавно предпријатие за превоз на патници или на некој од веќе постоечките, да му ги зголеми надлежностите. Градоначалникот Чадиев во изјава за К1 телевизија вели дека неможноста да се обезбеди линиски превоз до неколку населени места ја наметнува причината општината сериозно да ја разгледува оваа можност. Нашето размислување е за понатамо долгорочно размислување да ние
полека, но сигурно се подготвуваме за едно јавно предпријатие кое што би одржавало линиски превоз на неколку линии во градот и населените места. Тоа ќе значи набавка на нови возила, односно проширување на дејноста на едно од јавните предпријатија во Велесна, каде што би му дадале и оваа дејност. Според Чадиев, на овој начин општината можела да го реши проблемот и со превоз на ученици, но и можноста пензионерите 2 пати во неделата да користат бесплатен автобуски превоз. Со тоа би ги решили проблемите повеќе струко. Се мисли на превоз на ученици, се мисли на бесплатниот превоз што го имаат 2 пати во текот на неделата пензионерите во нашиот град и секако превозот до блиските населени места во градот. К1 телевизија дознава дека наскоро општината повторно ќе распише јавен повик за редовен линиски превоз до населените места Чолошево, Црквино, Бузалково, Кумарино и Башино село. Доколку повторно нема заинтересиран оператор, тогаш општината ќе го отпочне процесот за таа да го организира јавниот превоз во општина Велес. Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН одржа панел дискусија на тема инклузија, предизвици и можности. Целта на панел дискусијата беше да се подигне свеста кај младиот човек за потребите и можностите на лицата со посебни способности, нивната улога во општеството, законските рамки и економската состојба за нивно вклучување, односно инклузивност во секојдневниот живот. Единствени кои инвестираат за младите беше темата на новата панел дискусија која по повод роденденот на ВМРО ДПМН оваа партија ја организира. Според Димчо Арсовски од Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, младинската програма била пишувано заедно со многу млади по пат на дебати. Младинската политика се темели на 5 главни постулати, рече тој. Сме единствени кои отвараме нови работни места за сите млади, единствени кои инвестираме во подобро образование за сите млади, единствени кои обезбедуваме меѓународни стипендии и бесплатни можности буквално за сите млади луѓе, единствени кои имаме стратегија за нови можности кои што можат да ги искусат сите млади и единствени кои обезбедуваат младински активизам. Покрај другите проекти за млади кои во изминатиот период беа реализирани, Арсовски ги напомена намалувањето на невработеноста, која што е на најниско ниво, односно 22,9%. Мерката за самовработување на млади лица до 29 години, купи куќа за млади, како и вработување на 100 најдобри студенти. Арсовски упати апел до новата влада да не ги прекинува проектите за млади. Би апелирал уште еднаш да се прекине со сите оние деструкции, да се прекине со антиреформите, туку да се насочиме кон реализација на проектите и нормално во ниту еден случај не смееме да дозволиме да бидат укинати сите оние проекти кои што им нудат подобар живот на младите, а беа воведени од претходната власт. Младинската политика на ВМРО ДПМН нуди еднакви можности на сите млади луѓе во Република Македонија, буквално за сите, потенцираше Арсовски. Во организација на основната синдикална организација од Неготино при Македонскиот полициски синдикат беа одбележани 16 години од загинувањето на бранителот Косте Волкановски. Мартина Митков има повеќе за овој настан. Во кругот на полициската станица во Неготино беше одбележена 16 годишнината од загинувањето на бранителот Косте Волкановски, кој трагично го загуби својот живот бранејќи го територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија во воениот конфликт во 2001 година. По тој повод членовите на најтесното семејство на Волкановски, делегација од општина Неготино предводена од градоначалникот Ванчо Апостолов, колеги полицајци, представници на полицискиот синдикат на армијата на Република Македонија, Сдруженијето на бранители, делегации на политички партии и други граѓани, со полагање на свежо цвеќе на спомен бистата подигната во чест на Волкановски, му оддадоа почит на загинатиот бранител. Да не дозволиме сегашноста и иднината да ги избришат спомените на нашиот колега Косте. Во негова чест, ние денес се собравме овде пред неговиот споменик да му дадеме почит и да покажеме дека се уште живее во нашите сеќавања. Исто така, во негова чест ја покажавме и нашата хуманост со тоа што беше организирана 7-та традиционална крводарителска акција и 11-тиот поред меморијален турнир во мал фудбал. По 16-ти пат се собравме
да му одадеме уште еднаш почит на нашиот голем херој, на јунакот кој бранејќи го територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија, го даде својот живот за слободата на Република Македонија. Во чест на Волкановски се одигра финалниот надпревар од турнирот во мал фудбал и беа доделени јубилејните награди на повеќекратни дарители вработени во полициската станица, како и наградите за најдобрите фудбалери на турнирот. Љубовта кон моторите и адреналинот е она што ги поврзува како мотоклуб, но желбата да се помогне на луѓето кои имаат потреба и грижата за општеството во кое живеат е вистинската слика која ги отсликува членовите на мотоклуб Свети Николе. Со нашата хуманост ги рушиме предрасудите дека ние моторџиите сме неодговорни и груби луѓе, вели Борче Серафимовски, претседател на клубот. Хуманитарни настани, едукативни трибини, крводарителски акции се дел од активностите на мотоклуб Свети Николе МЦЦ, кои континуирано ги реализираат во текот на целата година. Основците и средношколците се првата таргет група која се вклучува во сообраќајот. Ние како дел од истиот имаме обврска кон нив, вели Борче Серафимовски. Чувствуваме должност да им укажеме на правата и обврските кои ги имаат како дел од сообраќајот, но и предизвиците со кои ќе се соочуваат, додава Серафимовски. Согласно законот за сообраќај, веќе ќе почнат да остваруваат права за добивање на соодветна категорија за управување со мопед. Сепак сметаме дека треба да ја уочиме на децата и во порани години, бидејќи кај нив се јавува љубовта независно од возраста, може и порано, може и подоцна, но сепак сметавме дека треба да ги подготвиме за една таква работа, односно да имаат увид на ризиците кои што ги демнеат кога веќе се наоѓаат на едно вакво моторно превозно средство, каде се тие во сообраќајот, како се почитуваме во сообраќајот, сакавме да исподелиме наши искуства. На овој начин ја покажуваме нашата морална одговорност. Ги рушиме предрасудите дека ние моторџиите сме неодговорни и груби луѓе, вели Серафимовски. Ние всушност сме луѓе кои водиме голема грижа за општеството и луѓето околу нас. Нашите активности не престануваат, значи ние како клуб нормално се залагаме за една општествена одговорност, се залагаме за потикнување на духот, моралот ке луѓето и нормално истото тоа ќе го продолжиме, бидејќи така сметаме дека сме препознаени и добиваме позитивни критики и нормално припаѓаме во едно општество, а ние треба да вратиме на тоа општество кое што не прифаќа позитивно. Мотоклуб Свети Николе МЦЦ постои 7 години, а целта е афирмација на моторциклизмот, подигање на свеста кај граѓаните за безбедно и одговорно учество во сообраќајот, но и афирмација на општина Свети Николе. По неколку годишна пауза во организација на Велосипедската федерација на Македонија во Кавадарци се одржа ваташкиот меморијал кој годинава беше дел од државното првенство. На меморијалот се возеше делницата Кавадарци-Дреново-Росоман-Кавадарци во вкупна должина од 33 километри. По долги години, благодарение на иницијативата на Македонската велосипедска федерација која беше прифатена од градоначалникот на општина Кавадарци и Сојузот на спортови од овој град, повторно беше возобновена традицијата на меморијалната велосипедска трка Ваташки меморијал во чест на 12 ваташки младенци. Трката се возеше на потегот Кавадарци, Дреново, Росоман, Кавадарци. На патеката која беше оцената како исклучително интересна и брза, имаше околу 70 на велосипедисти од повеќе македонски клубови. По заедничкиот старт, први од групата се одвоија сениорите, кои наметнаа посилно темпо, па првите 33 километри беа совладани за нешто помалку од 45 минути. Виктор Ванчевски од Велес во кадетска и Анета Антоновска во женска конкуренција први ја поминаа целта по изминати 66 километри. Возбудлив беше финишот во мастерс во кој искусниот Зоран Ристовски повторно ја потврди својата класа, радувајќи се на нова победа. На прво место на пиедесталот се искачи јуниорот Кристијан Ванчевски од Велес, додека во сениорска конкуренција Стефан Петровски и Никола Ѓурич ја потврдија доминацијата пред Михаил Тасевски кој заврши како трет. Покрај медалите, победниците во сите конкуренции ги понесоа и насловите за шампиони на Ваташкиот меморијал и државни прваци, но освоија и важни бодови во генералниот пласман.
По земјотресот со магнитуда од 2,8 степени според Рихтеровата скала, кој утринава во 1 часот и 2 минути го осетија во Охрид, Струга и Ресен, нов земјотрес со јачина од 3,7 степени ја стресе Македонија, објавува МСЦ. Епицентарот на земјотресот е 5 километри од Ресен, односно на само 3 километри од Јанковец на длабочина од 10 километри. Продолжуваме со вести од земјава. Градење на добрососедски односи базирани на взаемно почитување. Ова го порачува ВМРО ДПМН во пишано соопштение до медиумите. Од партијата посочуваат дека ќе поддржат се што е во насока на подобрување на односите со соседите, но ништо што е во спротивност со интересите на македонскиот народ и држава. Шеститен како Заев молчи и крие од македонските граѓани што договорил во Софија. Во текот на изборната кампања, наголемо ветуваше експертски дебати и јавни расправи за секое поголемо прашање од значење за Република Македонија. Заев од Софија кажа дека договорот е речиси постигнат, а останува уште едно кафе пиење за да се заврши, без при тоа да ги информира граѓаните што тоа преговарал и речиси договорил. Заев од Софија кажа дека ќе се бришат одредени термини од македонските учебници по историја, без при тоа да каже кој и како ќе одлучува што треба да биде избришано. Се вели во соопштението од ВМРО ДПМН. Заев во Бугарија јавно ја обвини Република Македонија дека ширела национализам и омраза во минатото, без при тоа да прецизира кон кого тоа ширела нашата држава национализам, се додава во соопштението. Додека Заев ја обвинува сопствената држава за национализам, молчи и не ги осудува националистичките изјави на Божидар Димитров, според кого македонскиот јазик е бугарски дијалект, ниту пак на сопартијецот на Каракачанов, Вангелов, според кого Македонија и Бугарија немаат заедничка историја, туку иста историја. Заев молчи и не реагира на нападите врз Република Македонија, иако како премиер е должен да го штити нејзиниот интерес. Се нагласува, меѓу другото, во соопштението од ВМРО ДПМН. Граѓаните да се заштитат од директно изложување на сонце, да избегнуваат излегување надвор од 11 до 17 часот, да носат лесна облека, заштитни очила и капа, да конзумираат лесна храна и пијалоци, да обрнат внимание на подготвувањето и конзумирањето на храната, да се избегнуваат термички подготвени производи, како на пример мајонез од домашни јајца и внимателно да се конзумира сладолед и разни кремови, да внесуваат поголема количина течности, најдобро обична вода и да избегнуваат алкохолни пијалоци. Ова се дел од општите препораки на кои укажа Институтот за јавно здравје на Република Македонија за заштита од високите температури поради тоа што земјава е зафатена од жолтата фаза. Се препорачува за време на овие многу топли денови да се остане во затворени простори и главно климатизирани. Најзасегнати пациенти од зголемувањето на температурите се болните со хипертензија, срцеви болести, бронхијална астма, хроничен бронхитис, дијабетес и така натаму. Топлото време го зголеми и бројот на здравствените прегледи во здравствените установи во земјава, информираш Институтот за јавно здравје на Република Македонија. Ирската морнарница спаси 712 лица, меѓу кои бремени жени и бебиња во близина на брегот на Либија. Операцијата е изведена во рамките на меѓународната акција за спасување на мигранти, соопшти денеска од одбранбените сили на Ирска. Бродот Леитне ја предводил спасувачката операција во која учествува голем број бродови на околу 40 километри северозападно од Триполи. Бродот ќе ги транспортира луѓето, вклучително и 14 бремени жени и 4 бебиња помлади од 4 месеци во безбедно пристаниште и ќе бидат предадени на италијанските власти. Мигрантите не се во тешка состојба, но ќе можат, иако мигрантите се во тешка состојба, ќе можат да го поднесат патот до безбедното пристаниште, информираат. Продолжуваме со вести од светот. Ирачките безбедносни сили спречија бран-самоубиствени бомбашки напади на борците од така наречената исламска држава кај стариот град во Мусул, соопшти ирачката војска. Цел на нападите била населба западно од стариот град, последното упориште на екстремистите во тој град. Во меѓувреме ирачките сили продираат подлабоко во стариот град и го стегаат обрачот околу последните места кои се под контрола на џихадистите. Подполковник Салем Ел Обейди изјави дека се ослободени 65 до 70% од стариот град и оти престанува да се ослободи територија помало од 1 квадратен километар.
Според неговата проценка, во тој дел има уште неколку стотина борци од исламската држава. Девет лица се загинати, а 28 се исчезнати откако туристички брод со околу 170 патници потона во близина на колумбискиот град Маделин, соопштија локалните власти. Други 99 лица беа спасени веднаш, а уште 40 се извлекле сами, изјави шефот на службата за справување со катастрофи во департманот Антиокија Маргарита Монкада. Властите спроведуваат спасувачка операција. Председателот Хуан Мануел Сантос изјави дека спасувачите и воздухопловните сили им помагаат на патниците на местото на бродоломот. Денеска имаме сончево и многу топло време. По најавите на метеоролозите, во вечерните часови на повеќе места ќе има услови за појава на нестабилност со пораен дожд и грмежи. Не е исклучено локално овие процеси да бидат и поинтензивни. Се очекува да дува слаб ветер од јужен правец. Минималната температура се движеше во интервал од 11 до 20 степени, а дневната температура од 30 до 37 степени. Со метеоинформациите го завршуваме информативното издание на Дневникот на К1 телевизија. Пријатно!